И како што најав на почетокот на овие вести, гостин во вестите на Канал 5 во 18 часот е премиерот Никола Груевски. Добре дојдовте, господине Груевски, и добре дојдовте уште еднаш од Турција, каде што имавте еден успешен настап на македонската делегација, односно на целиот владин тим, кој донесе најмалку 5 странски инвестиции во Македонија и вредноста отприлike околу 22 милиони евра, навистина импресивно. Сака да ја прашам, кој беше најсилниот адут со кој што настапивте пред турските партнери и кога може да ги очекуваме првите резултати од бизнис форумите и од сите средби што ги направивте таму? Благодарам. Јас синоќа се вратив од Турција, беше рекол прилично успешно, едно од поуспешните роучоа, но и доста напорно, секојдневни патувања со возови, со коли, со авиони, каде како. Турција е голема држава, многу средби, затоа што турските компании се такви што они сакаат да слушаат презентацијата, но потоа обавезно сакаат и директна средба со премиерот, министрите, директорите и така натаму, така што после секоја презентација следеа по 15 на некаде и 20 средби, што земаше сати и сати од денот, потоа веднаш патување и така натаму. Како и да е, доста сум задоволен. Веќе 5 компании објавија влез во Македонија. Има и голема група други кои што не објавија, но според дискусијата што имавме, се чини или влеа надеж дека речиси сигурно ќе донесат таква. Тоа вработување да не... Овие 5, значи ние имаме пракса без сам да си објави некој, ние да не објавуваме. Овие 5 сами објавија. Тоа е Матч Груп, која што ќе инвестира во областа на земјоделието, околу 3 милиони евра во откупно дистрибутивен центар и во други работи. Демпо Груп, 2 инвестиции, по едната 3 милиони евра, едната 3 милиони долари, едната во мермерни бозајци, значи фабрика за изработка на мермерни бозајци, другата во различни типови на амбалажа. Понатаму Смирна Парс, која што сака во делот на могила и новаци да земе земјиште и да развие свое земјоделско производство. Тука е Провайн компанијата, која што исто така е во делот на индустријата, пластика, исто така 3 милиони евра инвестиција. Во областа на медицината го потврди почетокот на градба на фабрика една од компаниите која што преходно го беше најавила. Сега ни каже дека тоа ќе биде во октомври, ќе почнат градбата на својата 10 милионски евра, значи инвестиција од 10 милиони евра фабрика и вработување до 250 во период од 2 до 3 години. Исто така една компанија која што преходно Джери Наумов ја работеше подолг период, Охи Груп, ни потврди дека некаде околу 11 октомври, плюс минус неколку дена, планира да ја почне градбата, планира да го отвори практично своето производство. Тоа се тие што најавија, тие што кажаа. Истер Медикал е најголемата, ова во областа на медицинската опрема, што ја спомнав. Другите се по 3-4 милиона, но собрано сите на куп се повеќе од 22-3 милиони евра. Повеќе од 700-800 вработувања, може и до 1000 да дојде. И тоа се само тие што објавија. Повторам, на секој состанок имавме по 15 до 20, од кои што најмалку половината оставаат добра надеж дека понатаму ќе се случи нешто во однос на нивна инвестиција. И што исто така важно, сега наред се нашите промотори, имаме тројца промотори таму, да го завршат така наречениот follow-up, да ја доработат, да останат во контакт со овие инвеститори, да ги хранат со информации, со анализи и со податоци кои што дополнително ќе им помогнат да ја донесат конечната одлука, зборувам за другите, не за овие 5. Така што прилично успешна посета во овој поглед, голем број на компании, 5 објавија влез, друга поголема група, најмалку 15 и повеќе, со голема надеж сме дека ќе се одлучат во наредните година дена да инвестираат во Македонија. Доста добро. Така. Плюс ова и политичките средби што ги имавме во Анкара, и тоа не е за подценување. Турција е наш значаен партнер, така што секоја средба на највисоко ниво е доста значајна за подволбочување на соработката и традиционалните добри односи со нив. Така, одекна и во турските и во нашите медиуми сред вашата средба со новиот претседател Ердоган и со новиот премиер Давутоглу, но да се вратиме малку на дома. За нашите макроекономски политики, односно за она што го велат странските компании кои што не оценуваат нас, колку тоа ќе ни помогне, колку сите тие перформанси кои што исто така наоѓаат свое место во јавноста, во светската економска јавност, ќе ни помогне да дојдат и други странски инвеститори кај нас. Знаете што,
ние отворивме широк фронт на работа за привлекување на странски инвестиции. Колку сме посветени на сето тоа покажува што само во владата имаме 5 министри задолжени за тоа, плюс министерот од партијата на турската етничка заедница што не е во владата, кој што покрај политичкиот дел со Турција се занимава исто така и со економскиот, плюс промоторите. Имаме 32 промоторски места, 28 се пополнети во моментов, 4 сега треба да се пополнат. Планираме отворање на уште нови 5 до крајот на оваа година. 5 до 6, значи ќе стигнеме приближно до 40 места промоторски. И како резултат на тоа макроекономските индикатори? И како резултат на тоа, како резултат на доаѓањето нови инвестиции, тоа се рефлектира и во макроекономските податоци што доаѓа. Да речеме, во јули оваа година индустријското производство порасна за 5,9%. За 4,7% е растот на индустријското производство во првите 6 месеци, значи половина од годината. Порасна исто така и бројот на работници во индустријата за 6,9%. Бруто домашниот производ, можеби најважниот податок, во вториот квартал е највисок во Европа, 4,3%. Нема друга држава што има таков висок раст на економијата во вториот квартал на оваа година. Неработеноста континуирано опаѓа, само во овие 6 месеци јануари јуни неработеноста опадна од 28,8 на 28,2 и што е најважно, цело време има надолен тренд. Јас се надевам дека тој ќе продолжи и ќе биде и уште посилен, бидејќи на повидок се доста инвеститори од различна големина и од различни сектори. Ние не ги поценуваме ниту оние што носат по 50 вработени, по 100 вработени што работуваат, по 200, по 300, а пак најмногу сме концентрирани на оние што работуваат по 1000, 2000, 3000 и така натаму. Како и да е, ништо не е за поценување, се бориме за секое ново работно место. Овие што сега објавија, да речеме во Турција, рековме се меѓу 700 и 800 вработувања, тоа се 700 или 800 среќни семејства. Так. Јас така го гледам тоа. Така, да ве прашам, доека не бевте тука и предходно, неколку дена предходно, стана збор за меѓународните финансиски зони, опозицијата и дел од некои аналитичари кажаа дека тие меѓународни финансиски зони фактички ќе биле место за перење на некаков нечист капитал. Тоа не ни паѓа на памет, таква белја да си направиме, да ја направиме државата место каде што ќе има валкани пари, нечисти пари, како сакате наречете ги, или криминални пари, или било што. Тоа ни во сон не би го направиле, впрочем, ако таква ни беше тенденцијата, веројатно во овие 8 години ќе направивме некоја таква глупост. Како и да е, сакам уште еднаш да објаснам дека, кога веќе ме прашавте, дека станува збор за една доста добра идеја, која што ја најавивме и во нашата изборна програма, со која што сакаме да формираме една финансиска, меѓународна финансиска зона, каде сакаме да привлечиме крупни финансиски компании, кои што тука ќе ги представат своите главни филиали, односно своите главни центри, headquarters, и кои што ќе бидат привлечени од една страна од законодавство кое што им е многу добро проверено во делот на финансискиот свет, во смисла на англиско, германско, американско и така натаму, а од друга страна многу низок данок или нулта данок. Значи, од една страна, во делот на финансиите и економијата, законите пресликани, например, од Англија, која што има огромен кредибилитет во финансиите, се разбира другите закони од типот на, не знам, нешто ако се случи, не знам, некој да почине или било што, се применуваат домашните закони, но во делот на финансиите, би се презеле законите од некоја од државите кои што имаат висока репутација во делот на финансискиот свет, а од друга страна исклучително низок или нулта данок. Некои обвинуваат дека ќе имало перење пари, дека ќе имало валкани пари. Ако во Англија или во Германија или во Америка законите се такви да овозможуваат перење пари, тогаш е да речеме ќе има перење пари. Меѓутоа, колку што јас знам, а прилично долго се занимавам со оваа работа, тоа се земји каде што најтешко може да се случи такво нешто. Има најсилна законска регулатива во борбата против перењето пари, криминалот и така натаму, така што мислам дека баш таму нема да може да се случуваат такви работи. Да, Лондон како град, самиот град е меѓународна финансиска зона, така што... И она што е за нас привлечно е што со овој проект ние сакаме меѓу другото да привлечиме да доаѓаат богати луѓе. Луѓе со огромен капитал, кои што ќе преселат дел од своите компании тука. Тука ќе купуваат куќи, станови
ќе изнаемат адвокати, сметководители. Тие адвокати и сметководители ќе добијат дополнителен тренинг за меѓународни финансии. Ќе вработат луѓе во тие објекти, односно во тие канцеларии што ќе ги отворат во таа финансиска зона. Ќе се раздвижи работата на секаде. Значи, тоа е нашата цел, да привлечиме луѓе со огромен капитал, да доаѓаат во Македонија, да трошат дел од своите пари тука, да пренесат искуства, знаење. Тие луѓе што ќе се вработат во таа финансиска зона, тие ќе се обучат за меѓународно банкарство, за меѓународно осигурување, за меѓународен лизинг. Нешто што кај нас многу малку луѓе го знаат. Многу малку луѓе. Тоа е огромен капитал за самите тие што ќе работат таму. После тие може да отворат своји компании внатре во Македонија, значи не во зоната, па да развијат друг бизнис. Тоа е идејата, а не идејата тоа што опозицијата се обидува да го злоупотреби, дека ќе се пере во пари и слично. Па ние ако сакаме да се пери пари, нема англиски закони да ставиме, ќе ставиме некои други закони кои што има перење пари, така? Сега да ве прашам за опозицијата, очигледно некако дека нема да се вратат во собранието, а од друга страна обвинуваат дека се носат уставни измени без нивно присуство во парламентот. Па, јас се надевам дека на некој начин ќе се вразумат, ќе станат повеќе одговорни, ќе покажа зрелост. Станува збор за интереси на државата. Не може да гледаат само интересите на партијата или на некои поединци во таа партија. Пред се на некои поединци во таа партија. Тие се уште се најголема опозициона партија и ако сакат да ја задржат довербата на граѓаните онаа што имаат и да не ја загубат и таа доверба што имаат, мора да покажат одговорност пред се кон државата. И да знаат дека народот е доволно свесен да разбере дека со нивното однесување, неразумно и неодговорно однесување, губи целиот народ во оваа држава. Затоа што Македонија има и меѓународни односи, има и аспирации за влез во Европската унија, во НАТО и така натаму. Секое нивно незрело однесување, посесивно за самите себе, за неколку луѓе во таа партија, прави огромна штета на сите што живеат тука. Сите стануваме и легнуваме во обид за поголема среќа, за повеќе работа, за напредок. Зборувам сите граѓани, не само ние што сме во владата или секој човек сака да оди напред, да напредува. Не може една група поединци да си дозволи да му го загрози тоа на целиот народ, затоа што некој сака, не знам, да биде подолго време председател на партија, да има алиби за тоа или нешто слично. Мора многу поодговорно. Јас не би рекол дека конечно јас сепак се надевам дека ќе најдат сили да се надминат и да направат чекор кој што народот го очекува од нив.